Почитувани, Ненад Коцик и СДСМ се во страшна паника и страв од пораст на локалните избори. Тие до последен момент се обидуваат да се извадат од калта во која се наоѓаат. Со почеток на кампањата, забележителни се интензивни градежни активности на повеќе места. Една од тие места е оваа улица зад мене во населба Тунел. Овде веќе 2 дена интензивно се работеше на бетонирање на улицата. Тоа изгледа вака. За нас, а верувам и за останатите жители во оваа област, ова бетонирање е крајно сомнително. Па затоа прашуваме, дали со реконструкција на оваа улица се врши обид за подкуп на гласовите на граѓаните кои живеат во овој дел? Дали има изведувач на градежните работи и доколку има, кој е? Дали СДСМ го крши изборниот законник со градење за време на избори? За да се отстрани целата оваа недоумица, ВМРО-ДПМНЕ ќе поднесе преставка до антикорупцијска комисија и Државната изборна комисија за детално да го проверат случајот. Почитувани, ова во демократска земја е недозволиво. Ова однесување личи на самоволие и покажување надмоќ на законите и прописите во Република Македонија. Со ова, СДСМ докажува зошто сме ставени на листата на хибридни режими. Ненад Коцик, Аце Коцевски и СДСМ 4 години не мрднаа со прст и не реконструираа ниту една улица во населба Тунел, па решија баш сега, на заминување, во екот на изборната кампања, да градат и поправаат. Доцна е, господа од СДСМ, не мачете се попусто. Терите си е вашата клиентелистичка и салонска политика на нереализирани ветувања. А Марко Колев и тимот на ВМРО-ДПМНЕ веднаш по превземањето на власта ќе започне со работа и ќе ги поправи сите ваши пропусти, за кои само ги лажевте граѓаните. Промените доаѓаат, проектите доаѓаат. Ви благодарам.